После 15 месеци од владата на ДПМН денеска сме сведоци на целосен распад на системот за поддршка на земјоделството и шумарството, а последиците ги трпат илјадници земјоделци. Оваа влада ги напушта и реформите во шумарството и тоа го потврди официјално и Европската Унија преку својата делегација во Скопје. Во времето на СДСМ, на мое барање како тогашен министер, за прв пат Европската Унија побаравме, а тие се сложија да застанат за целосна и длабинска реформа на секторот шумарство. И токму затоа ни одобрија 3 големи проекти во износот над 1,5 милиони евра за да се реформира и за да го трансформираме јавното предпријатие Македонски шуми, но и буквално да се спроведе целата реформа на овој сектор кој што е значаен двигател исто така на економијата. Што направи ДПМН и Трипуновски? Ги повлекоа законите, ги прекинаа реформите и, како што кажав, набавениот софтвер воопшто не е ставен во функција. Јасно е дека на некому му одговара и да не биде трансформирано јавното предпријатие Македонски шуми и да не се донесат ваквите закони кои што ги има во Европската Унија, но и да нема дигитален систем за следење на дрвната маса. На некого овој хаос му одговара.